Почитувани гледачи на Македонската телевизија, добар ден или добро вечер. Еве во 17 часот и 30 минути некаде веќе во салата парк во Скопје подготвени одбојкарите на работнички Фершпет и Македонија Џио да го започнат својот надпревар во рамките на третото коло од 17-тото одбојкарско првенство на Македонија. Ова се двата најквалитетни состава во нашата земја во последните неколку сезони, три пати една по друго. Македонија Џио финалист и во купот и во првенството, работнички Фершпет, знаете, неприкосновен 14 едно по друго шампионски титули, 11 едно по друго освоени купови. Ги гледате на почетокот одбојкарите на двата тима во на заедничко поздравување, карактеристично за одбојкарскиот спорт. Плејада репрезентативци во составот на шпедитерите, кога сме кај шпедитерите и едните и другите, со спонзорот од шпедитерскиот бизнис, Фершпет против Џио. Репрезентативците во редовите на домашната екипа Карановиќ, Јосифов, Митев, Гинов и Ѓорѓевски. На спротивната страна капитенот Атанас Милев, кој што играше неколку сезони и во составот на работнички Фершпет. Ќе го предводи тимот на Македонија Џио. Ова е значи трето коло, најинтересен надпревар, иако според објективниот квалитет што го имаат двата тима би требало да биде тоа повторно доминација на работнички Фершпет, но ќе видиме колку Македонија Џио е кадарна да се спротистави на големиот фаворит. Еве го составот за работнички Фершпет со број 1 Карановиќ, 2 Андонов, 3 Јосифов, 4 Трајчевски, 5 Ѓурич, 6 Божич, 8 Симовски, 10 Митев, 11 Гинов, 12 Ѓорѓевски, 13 Блажевски, 14 Модев. Тренер е повратникот во македонската одбојка Јошко Миленковски, најтрофејниот наш тренер за Македонија Џио пак Делевски со број 3, 4 Михаилов, 6 Ѓорѓиев, 7 Георгиев, 8 Ѓорѓиев, 9 Стојчев, 11 Николов, 12 Данаилов, 13 Семенковски, 15 Николов, тоа е Ристо Николов, 17 Љавтов и 18 Атанас Милев. Тренер на екипата е Трајче Атанасов. Судии на надпреварот што ќе го водат овој дуел се Драган Михаилов и Орданчо Амбарков, двајцата од Велес, делегат е Стево Давидков. Во првите две кола екипата на работнички Фершпет немаше проблеми во дуелите со Вардар осигурување и со Лирија, со две надмоќни победи од по 3-0 на првата позиција пред освежувањето во првенството Безбедност. Екипа која што од втората лига стартуваше со две победи и тоа во второто коло токму против Македонија Џио и тоа во Струмица во еден маратонски меч со 3:2. Почетокот, значи во овој вовед, само уште информацијата дека работнички Фершпет ќе има едно вистинско загревање во пресрет на евро надпреварите против Ортек Неселанде од Холандија. Екипа со која што ќе игра во рамките на второто коло од ЦЕФ Купот во вторник на 4 ноември во ова иста сала со почеток од 20 часот и 15 минути. Тоа треба да биде попладна и вечерна одбојката, меѓународна одбојка, затоа што претходно Форца Волеќ игра против Ленинградка од Санкт Петербург во рамките на второто коло од Челендж Купот. Во меѓувреме 3:1 по оваа серија на сервиси на Васе Михаилов. Еве го со број 4. Македонија Џио води со 3:1. И еве го четвртиот поен, одличен активен блок на Атанас Милев во дуел со Симонски. Поставата на работнички Фершпет, оние што се во игра, Карановиќ со број 1, 4 Трајчевски, 11 либерото Гинов, напред на мрежа се Митев со број 10 на позиција техничар, Јосифов како среден блокер и Симовски на позиција коректор. Одново немаше добар прием, но комбинираа некако домаќините за да го освојат вториот поен, навалуваат на 4:2. Почеток на овој надпревар. Ќе имате можност, оние најинтересни моменти, да ги следите низ забавена снимка. Еве го вториот поен што го освои Трајчевски с наодлив на мрежа. Сега Милев имаше двоен блок. Не баш идеална топка.
И тоа е веќе трет поен за екипата на Работнички Фершпет. Ѓоко Јосифов, кој неколку години мина во странство во шпанската Тарагона, се врати во редовите на нашиот најтрофеен клуб. И сега кој е големо засилување. Сега греши на сервис, тоа е петти поен за Македонија Џио. Инаку, можеби 150 љубители на одбојката присутни тука на овој надпревар. Сервираше со број 3 Никола Телевски. Еве шанса Џио со напад да поентира. Тоа не успева коректорот Себенковски. Беше блокиран. Тоа е четврти поен за Работнички Фершпет. Значи, покрај оние што ги спомена, во игра се уште со број 11 Ангел Николов. Либерото Стојчев со број 9 и со број 15 Ристо Николов. Симовски, скок сервис. Милев, блокаут, шести поен за Македонија Џио. Треба се очекува дека токму Атанас Милев ќе биде најекспонираниот во тимот на Струмичкиот представник. Семековски на сервис. Трајчевски блок, но завршува во аут. Пети поен за Работнички Фершпет. Сега Владко Трајчевски. Милев, одлична диагонала. 7-5 за Македонија Џио, еден од најубавите поени до сега. Еве го Атанас Милев, имаше двоен блок, недоволно високо поставен. Диагоналата остана отворена и сега ќе сервира Атанас Милев. Знае одлично да со скок сервиси да направи серија. Ево, она што го најавив. Карановиќ сега диагонала успеа да спаси либерото Стојчев. Една некоректна топка за Карановиќ. Еве сега многу поупотреблива, спаси Милев, но одиграл на мрежа таму. Недозволено Ангел Николов. Така велат судиите, шести поен за Работнички Фершпет. Најубавиот поен досега со по два напада на двете страни. И сега Христо Модев, еден од најквалитетните одбојкари во последните неколку години во редовите на Работнички Фершпет. Најголем дел од кариерата мина тука, а сега Ѓоко Јосифов, одличен, негов специјалитет блок на мрежа за 7-7. Му помогна и овај скок сервис на Модев. Што го оневозможи противникот. Добро да ја прифати топката. Уште еднаш. Карановиќ. Блокаут, 8-7, прават пресврт од бојкарите на Работнички. Еве го првиот технички тајмаут на надпреварот. Дозволете магијата на виното да ги исполни вашите мигови. Продолжуваме со надпреварот. Инаку една плејада на млади одбојкари во составот на Македонија Џио. Да споменам дека како предигра на овој надпревар на сениорските состави во рамките на второлигашката конкуренција игра младите тимови, оние втори екипи на Работнички и на Македонија Џио. Победија Струмичани со 3-1. Уште еден одличен блок на мрежа. За 9-7 прават пресврт со оваа серија од 4-0 одбојкарите на Работнички. И сега завршува серијата на Христо Модев, кој што направи многу во овие претходни неколку сервиси со грешка. На спротивната страна со број 15 Ристо Николов, 201 сантиметар. Дефицитарни се во височина одбојкарите на Македонија Џио, пред се на позициите среден блокер.
Сега Карановиќ минува за 10-ти поен и водство од 10-8. Имаше троен блок, но не успеа да го задржи. Ќе сервира Александар Митев. И убаво сега мина Васе Михајлов. Има 198 сантиметри, 22 годишен, еден од носителите на играта на екипата на Македонија. Джио намалува на 10-9. Добро би било за овој надпревар да има коректен отпор од Македонија Джио, но многу непрецизно Ангел Николов во овој сервис. Единаесет-9 за работнички Фершпет, ќе сервира Вук Карановиќ. Еден од најмладите со 20 години, но со доста искуство во овие надпревари. Веќе 12-9. И тајмаут за Трајче Атанасов, тренерот на екипата на Македонија Джио. Позицијата прв тренер во тимот го наследи Кира Ричлиев. Инаку и претходно беше Атанасов во стручниот штаб. А допред 2 сезони исто така го водеше тимот на Македонија Джио како прв тренер. Значи постојано тука со овие млади одбојкари и искусниот тренер Кира Ричлиев е со одбојката, меѓутоа со оние помлади категории кои што ги има во изобилство кога е во прашање екипата од Струмица. Цвенковски со помош на мрежата, Трајчевски, добар блок и недозволено на мрежа одиграл Јосифов. 10-ти поен за Македонија Джио. Една добра комбинација за 13-ти поен на работнички Фершпет. Јосифов на сервис. Прием кој што го изненади Модев. Беше покриен, не очекуваше така лошо да изведат прием, меѓутоа им донесе бот на струмичани 11-ти поен вкупно. Покажи уште еднаш супериорноста на неговата екипа. Ова беше многу неконтролиран смеч за 14-ти поен на работнички Фершпет. Сега на сервис Дејан Симовски. Преклоп. Така покажува судијата Михајлов. Бара објаснување Митев. 14-12. Ова е Кирил Семенковски. Со 25 години. Еден од ветераните, условно речено. Ете, тоа е екипата на Македонија Джио. Или по-ново одбојкарскиот клуб Джио Струмица. Како што непосредно пред овој директен пренос добивме најава дека во иднина овој клуб со одлука на двата струмички клуба, одбојкарскиот клуб Струмица и Македонија Джио, во иднина треба да го носи името одбојкарски клуб Джио Струмица. Но одиме сега со вториот технички тајмаут при резултат 16-12.
Продолжува надпреварот. Одличен смеч, ова диагонала на Семенковски. Не успеа да спаси Симовски. 13 поен за Македонија Джио. Намалуваат на 16-13. На сервисата на Смилев, 28 годишниот репрезентативец. Беше минатата година во чешката Опава, заедно со неговиот помлад брат Владо Милев. Двајцата репрезентативци на Македонија, која што успеа да дојде до бараш мечевите против Чешка, но беше упедливо совладана во настојувањата да се пласира на европското првенство на Турција. Каков надмојкен смеч сега на Христо Модев. Полека влегуваат во ритам одбојкарите на работнички Фершпет, 17-13. И сега Модев ќе сервира со неговите скок сервиси. Беше творец на онај пресврт. Уште на почетокот на сетот и еве сега блок на Јосифов. 18-13, веќе петти активен блок на работнички Фершпет. Мислам дека најмалку 5 имаше до сега. И еве го вториот тајмаут за Атанасов за екипата на Македонија Джио. Секунди тајмаут пред се за да се разбие сигурниот сервис на противникот. Одново там води Христо Модев, инаку денес играат уште неколку надпревари во машки и во женска конкуренција. Претходно до ова трето коло Шкендија го совлада Вардар осигурување со 3:0. Играат уште 11 октомври и Лирија. Екипата на безбедност е слободна во ова коло. Ево уште еднаш Модев со оној скок сервис. Исто како аз, имаше само контакт со топката либерото Стојчев. 19-13. Излезе од игра Васе Михаилов. Во игра со број 17 Александар Јавтов. Ќе се обиде да го подобри приемот. Ево го токму тој, но одново не функционираше. Затоа функционира Јосифов. Се излече од зоната 2 за лесно да ја заврши ова акција. 20-13. Ќе се врати на клупата Љавтов, еден од оние кои се родени 90-та година или помлади. Тоа е перспективата на струмичкиот клуб. Љавтов 90-та роден, Ристо Николов исто така 90-та година. А најмладиот Ѓорѓи Ѓорѓиев со број 6 е роден на 22 мај 92-та. Во меѓувреме 14 поен за составот од Струмица. Ќе сервира Ристо Николов. Мал аут, доволно за 21-иот поен на работнички Фершпет. Сервираше Митев. Семенковски во аут, немаше игра од блокот, 22-14, еве го со број 6 Ѓорѓи Ѓорѓиев, најмладиот, има само 16 години. Со број 6 би требало да е голема перспектива на македонската одбојка. И одново лош прием, сега на Милев. Падна концентрацијата во играта на Македонија Джио, почна одлично. Еве како еден мал рекапитулар, 23-14 во моментов. Уште 2 поена до освојување на првиот сет на работнички Фершпет. Се обиде веднаш од втора Ѓорѓиев да поентира. Има шанса сега да организира. Меѓутоа Семенковски во мрежа.
24-14, лесно, убедливо ќе го добијат овој прв сет од бекарите на Работнички Фершпет според очекувањата, иако не беше така на почетокот на сетот. Семенковски сега нешто попрецизно. И уште еднаш не успеа обидот на Ѓорѓиев во втора. Карановиќ со блок за 25 спрема 14. 19,5 минути игра во овој прв сет. Тоа е тоа. Работнички Фершпет влезе во ритам од некаде по она водство на противникот од 4-1, потоа беше 7-5, па серија од 4-0 на Работнички Фершпет. За по сервисите на Модев се да тргне по очекуваниот редослед на нештата во овој прв сет. Одиме со пауза од околу 3 минути, па потоа ќе продолжиме со вториот сет од овој надпревар меѓу Работнички Фершпет и Македонија Џио. Телевизија низ преносите и снимки се разбира и емисиите посветени на Лигата на шампионите во вторник и среда на 4 и 5 ноември. Ние продолжуваме со следење на одбојкарскиот надпревар Работнички Фершпет Македонија Џио 1:0 во сетови, значи во првиот убедливо 25-14 за екипата на Работнички Фершпет. Почна вториот со сервис на Митев и поен кој што го обезбеди Ѓоко Јосифов. Имаат добар тим, квалитетен, неприкосновен ќе биде, веруваме, и оваа сезона во македонското првенство. Не знам што би требало да се случи за екипата на Работнички Фершпет одново да не биде главен фаворит. Камо среќа и останатите да имаат такви конкурентни екипи во оваа лига која што има само 7 клуба оваа сезона. Во меѓувреме и вториот поен. Но вистински испит за можностите на меѓународна сцена ќе биде пресметката со Ортек Неселанде, моментно водечката екипа во холандското првенство, предводена од клупата од прославениот холандски ас Рон Звервер. Значи, во вторник за љубителите на одбојката, подсетување, двојна програма во салата Кале, најпрви Форца волеј против Ленинградка од Санкт Петербург, потоа во 17:30, а во 20 часот е мечот меѓу Работнички Фершпет и Ортек Неселанде. 3:0 во меѓувреме во овој почеток од вториот сет. Митев продолжува со сервисите. Милев на прием. Михаилов уловен од Симонски 1:1. Успеа да ја затвори диагоналата за 4:0 и тајмаут за Трајче Атанасов уште на стартот од вториот сет. Продолжува преворот 4:0. Одново не успеа Михаилов. Сега само префрли Јосифов. Шанса за поправен. Не дозволува Карановиќ прв поен за противникот Симонски. И ја извлече многу итро, се снајде овој пат Михаилов. Го освои првиот поен во овој втор сет за неговиот тим. Намалува на 4:1. Ќе сервира најмладиот Ѓорѓи Ѓорѓиев. Во мрежа 5:1. Сега Карановиќ на спротивната страна.
И не успеа од зоната 6 да поентира Милев во мрежа за 6-ти поен на домаќините. 6-1. Карановиќ сега скок сервис во мрежа, втор поен за Македонија Џио. Сервира Михаилов. Сигурен на приемот е Гинов. И најде дупка, голема празнина. Трајчевски, но имало тука игра на мрежа. За среќа на гостите, поен за Македонија Џио. Еве го тој момент. Така е, ја допре мрежата, пред топката да заврши во полето на противникот. Трет поен, значи 6-3, не 7-2. Сервираше Васе Михаилов. Трајчевски, блокиран. Уште еднаш Трајчевски, сега освојува поен 7-3. Сега Модев оди напред, а на сервис е Ѓоко Јосифов. Милев. Одлично паралела над двојниот блок составен од Симонски и Модев. Овој пат успеа да мине. Не е доста експониран, но тешко е да се игра симултанка, условно речено. Четврти поен за Македонија Џио, на сервис е Никола Делевски. 200 см, 28 годишен. Смеч во аут од Симовски, петти поен и многу подобро делуваат сега во овој период. Серија од 2 поена, значи една мини серија за намалување на водството на противникот на 2. Делевски. И сега успева Модев од овој пенал за 8-5 и водство 3 поени во првиот технички тајмаут за работнички Фершпет во овој втор сет. Дозволете магијата на виното да ги исполни вашите мигови. Вкусете од спектар од квалитетни вина и почувствувајте ја хармонијата. Винарија Сковин. Дали предпочитате побрза или пак подобра услуга? Ние ви ги нудиме и двете. Вашата порта кон светот. Фершпет, Скопје, Македонија. Продолжен од преорот со сервис на Симовски. Милев, овој пат беше добро прочитан од Митев, му помогна Модев. Овој двоен блок за 9-ти поен, 9-5. Симонски во аут, 6-ти поен за Македонија Џио. Враќа идентично со непрецизен сервис, Кирил Семенковски. 10-6. Трајчевски. До противничката четвртка Михаилов. На диагонала препознатлива за Милев, но успеа да спаси Гинов, а на крајот Модев се избори за 11-6.
замена во редовите на Македонија Джио, излегува се Менковски со број 12, Стојан Данаилов. И тој е од плејадата млади одбојкари, 20 годишен, има 190 сантиметри. Трајчевски е прецизно. 7 поен за гостите. Сервис во мрежа Милев. Период во кој што и двата тима имаат непрецизни сервиси. 12-7 за работнички фершпил. Она што е евидентно е дека очекувано големиот фаворит за сега си ја одработува задачата и тука се некаде на половина од планираното. Ова беше одличен смеч, диагонала на Стојан Данаилов. Ево го претходно сервисот на Водев. И одлично организираната акција на противничката екипа. Ристо Николов на сервисно, гледате, Ѓоко Јосифов не дозволува ниту мини серија, 13-8. Митев. Пријема Милев. Михајлов, двоен блок. Ќе има шанса за поправен, сега на спротивната страна. Не успеа ниту Трајчевски. Милев. Сега спаси Трајчевски, одличен поен. Спасува и младиот Ѓорѓиев. Спречен Данилов, блокиран. Ниту Михајлов не успеа. Уште еднаш, навистина, одличен поен. Карановиќ на крајот успеа со една куса диагонала да поентира за 14-8. Оваци, некаде околу 250 можеби присутни сите од оваа страна, каде што е камерата на македонската телевизија, 14-8. Но она што го видовме во претходниот поен предизвика одушевување меѓу присутните тука во салата парк во Скопје. Кога се во прашање, ќе нотирам уште еднаш надпреварите на нашето првенство, се знае кој е голем фаворит, но од друга страна исто така е познато дека и Македонија Джио екипа која веќе неколку сезони е вистински расадник на талентирани одбојкари, а при тоа е убедливо втора и во првенството, и во купот. Пред малку освен 9-тиот поен. Еве го Ѓорѓи Ѓорѓиев. Десети поен за гостите. Во меѓувреме и жолт картон за Ѓоко Јосифов. И уште еднаш на сервис Ѓорѓи Ѓорѓиев, инаку личи по физиономијата и по стилот на игра, помалку и на неговиот брат Никола Ѓорѓиев, кој што е веќе репрезентативец во сениорскиот состав и еден од најдобрите поединци во првенството на Србија, каде што настапува во тимот на Раднички Крагуевац. Нормално и тој, како и неговиот брат, потекна од Струмица, од неговиот роден град. А во Раднички Крагуевац настапува заедно со Харинаковски, уште еден од нашите репрезентативци. 15-11, но еве сега 16-ти поен за
втор технички тајмаут, тоа беше четврта топка. 5 поени предност за Работнички Фершпет во овој втор технички тајмаут. Дозволете магијата на виното да ги исполни вашите мигови. Вкусете од спектар од квалитетни вина и 16-11 резултатот, значи ќе продолжи над преворот, во меѓувреме мала консултација на судиите. Пред почетокот, значи пред продолжението на преворот. По вториот технички тајмаут. Сега и со делегатот Стеван Давидков. И со записничката маса. Ајде сега повратно, не знам зашто толку многу прекини. Дали се работи за некоја измена на играчите. Ајде да видиме што ќе излезе од сето тоа. Значи распоредот на играчите не се случува баш често. Добро, продолжуваме. Карановичен сервис. И одлично леворакиот Данаилов. Не се свежи на со ова смеч паралела, го освоива 12-тиот поен. Сосема спротивно беше првиот сет, например во него почна одлично од бекарите на Македонија Джио, водеа и 4-1 и 7-5. На крајот го загубија 25-14. Овој сет пак имаше и 5 поени предност екипата на Работнички Фершпет, а сега во средишницата 16-12. Не дека е нешто опасно загрозен нивниот резултат, но овие помладите од бојкари на Македонија Джио внесува доста свежина. Пред се Ѓорѓиев и Данаилов во овој период од мечот. Меѓутоа, ова беше непрецизна диагонала. 17-12 на сервис е Јосифов. На местото на Модев пак. Во игра на мрежа Зоран Ѓорѓевски. Уште еден од нашите репрезентативци на позиција среден блокер. А репрезентативецот на спротивната страна Милев не успеа да поентира и тоа е 18-ти поен за Работнички Фершпет. Тајмаут за Трајче Атанасов. Данаилов одново има проблеми двојниот блок, овој под состава на Трајчевски и Ѓорѓевски. 13 поен, намалува на 18-13. Еве го уште еднаш Данаилов. Беше доволно црстина овој блок за да биде активен. Ќе сервира Никола Телевски. Доста непријатен сервис има, ајде да видиме и во овој случај дали ќе успее да ги изненади противничките одбојкари на прием. Внимателен Карановиќ, но не успеа Трајчевски да поентира. И тук пак Милев. Блок на Симовски за 19-13. Сега тој ќе сервира. Помладиот брат на репрезентативецот Јовица Симовски.
Интересно и неговиот брат, како и братот на Ѓорѓиев на спротивната страна, на позиција коректор, двајцата навистина изворедни на таа позиција во меѓународни рамки, би рекол, класа играчи. Сега Ѓорѓевски успеа да поентира. 20-14. Продолжен пенал. На сервиса Владко Трајчевски. Изненаден либерото Стојчев. Се радуваат. На 21-иот поен и водството од 7 разлика. Одново замена, излегува Милев, да одбори малку, на негово место Љавтов е во игра со број 17. Уште еден од оние млади одбојкари, има 18 години. Александар Љавтов. Не знам зашто толку долго трајат овие прекини. Треба сетка тоа многу подинамично, побрзо да биде. И еве една убава акција по средината, Ристо Николов. Намалува на 21-15, погледнете, добар прием, веднаш ето можност да се организира брза акција, како што беше во случајов по средината, но недостасуваат такви во поголем број би требало да бидат изразени, а пред се недостасува сигурност на блокот, како и да не постои кога е во прашање Македонија Чио. Во поедини ситуации приемот, а ова е период во кој што се истакнува Стојан Данаилов. Веќе трети или четврти поен во овој сет, кој што го обезбедува на специфичен начин, 22-16 резултатот. Мислам дека заслужува многу поголема минутажа од тренерот Атанасов. На сервис е Ристо Николов. Сигурен прием на Трајчевски. И успеа да го освои 23-тиот поен Симовски. Иако беше далеко од мрежа во овој смеч, погледнете. Но силно, прецизно. Сервира Митев. Оној кој што го почна вториот сет. И одново проблематично за приемот на противникот. Карановиќ. Успеа да го измави блокот на противникот за 24-16 и за сет топка за водство од 2-0. На крајот резултатски ќе биде слично како и во претходниот сет, кој заврши со 25-14. Значи без возбудувања и без неизвестности колку да се одработи задачата. Михаилов, паралела. Внесуваат свежина овие акции на Михаилов неколку пати, на Данаилов претходно. Намалуваат на 24-17 од бункарите од Струмица и сега на сервис Ѓорѓи Ѓорѓиев. Аут. И тоа е веќе водство од 2:0 во сетови за Работнички Фршбет. 25-17 во вториот сет. Сосем очекувано. По првите два сета убедлива предност на фаворитот Работнички Фршбет во дуелот со Македонија Чио.
виното, да ги исполни вашите мигови. Вкусете од спектар од квалитетни вина и почувствувајте ја хармонијата. Винарија Сковин. Дали предпочитате побрза или пак подобра услуга? Ние ви ги нудиме и двете. Вашата порта кон светот. Фершпет, Скопје, Македонија. Продолжува надпреварот, при водство 8-3 за работнички Фершпет. Сега Данилов беше сопрен од Карановиќ, активен блок за 9:3. Како тргнало, кратко ќе трае овој трет сет. Тешко дека ќе видиме поинаков расплет од она што се случуваше во првите два, кога работнички Фершпет убедливо успеваше да дојде до 25-тиот поен. Ево уште еднаш, тешко се минува мрежата. Функционира блокот на одбојкарите во црвени дресови и 10-3 тайм-аут бара Трајчи Атанасов. Трајчевски уште еднаш. И одново проблематично за приемот. Михаилов не се снајде. Божич од задната линија. Данаилов овој пат. Како да беше лут на себе си од претходната неуспешна акција. Сега прекрасно диагонално изнуди аплаузи од присутните. Десет 4 за работнички Фершпет на сервис Милев. Само во мрежата 11-4. Истото го направи Ѓорѓевски 11-5. Уште еден непрецизен сервис на екипата од Струмица за 12-5. И сега мислам дека престап беше направен, така е, од Трајчински 12-6. Инаку од она официјална статистика што се води на овие надпревари, добив информација пред малку дека досега работнички Фершпет има 14 активни блокови, значи толку поени освоени од нивните блокови. Само еден Македонија Џио, тоа што го говорев претходно, еден од елементите во кои што се инфериорни гостите од Струмица, а кои што се меѓу најбитните за конечниот резултат. 13-6 по уште еден лош непрецизен сервис, а враќа и Карановиќ, 7 поен за Македонија Џио. Добро, и не очекувавме нешто спектакуларно од овој надпревар, дека
ќе има некоја неизвестност, затоа што е евидентен квалитетот кој што е на страната на работнички Фершпет, 14-7. По оваа акција на Јосифов. Но ќе повторам уште еднаш, ова треба да биде надпревар кој што е како загревање за мечот кој што ќе следува во вторник на 4 ноември меѓу работнички Фершпет и Ортек Неселанде од Холандија во рамките на второто коло од меѓународниот ЦЕФ куп. Надпреварот ќе се одигра во салата Кале, онаму каде што претходно во 17:30 ќе играат Форца Воле и Ленинградка од Санкт Петербург во Челендж купот. 14-8 во меѓувреме, Божич го освојува 15-тиот поен. 1-1, не успеа Милев да блокира. Ево го, Немања Божич во аут, 9-ти поен за Македонија Џио. Данаилов. Одличен сервис, диагонално одеше во зоната 5 на противникот. Само ја одби оваа топка Карановиќ, а од таму заврши на спротивната трибина. Погледнете. Или сепак Трајчевски. 15-10. Многу непрецизно во овој нов обид на Данаилов. 16-10, втор технички тајм-аут во третиот сет. Дозволете магијата на виното да ги исполни вашите мигови. Вкусете од спектар од квалитетни вина и почувствувајте ја хармонијата. Винарија Сковин. Дали предпочитате побрза или пак подобра услуга? Ние ви ги нудиме и двете. Вашата порта кон светот. Фершпет, Скопје, Македонија. Еве и втората замена, кога се опрашање странците во редовите на работнички Фершпет. Со број 5 Богдан Ѓурич во игра на местото на Александар Митев. Ѓурич играше во Македонија Џио. Пред 2 сезони. Минатата година странците кај Џио беа Киров и Илиев. Значи, главно Струмичани ослабени поради тоа што ги нема странците од минатата година, плюс искусниот Горан Славков. 16-11 во меѓувреме, но затоа се врати Атанас Милев до некоја следна дестинација во странство. Еве го сега Милев на сервис, нема проблеми за Гинов. Божич не успеа да поентира против тројниот блок. Успешен Данаилов. Добива аплаузи пред се од оние млади одбојкари на Македонија Џио, која што претходно во рамките на второлигашката конкуренција го совлада составот на работнички со 3-1, како предигра на овој дуел на сениорските, на оние поквалитетни состави. 16-12, но во мрежа заврши овој скок сервис на Атанас Милев. 17-12. Ево го Милев сега оди надвор, му го препушта местото на Љавтов. На сервис Ѓорѓевски.
Данаилов сега во мрежа. Тешко дека некој може сам. Мислам дека на спротивната страна требаше да биде употребен и Михаилов. Еве сега забера на позицијата на техничар, организатор на играта, Ангел Николов. И тој млад, 21 годишен, му го препушта местото на најмладиот поединец вечерва, 16 годишниот Ѓорѓи Ѓорѓиев. Уште еднаш во мрежа, не броев, меѓутоа најмалку 10 сервиси во овој трет сет завршија непрецизно. 18 спрема 13 е резултатот на семафорот, значи 18-13. Сервираше Николов, но нема проблеми за нов поен. 19 спрема 13. Имаат многу опции во нападот од бекарите на Работнички Фершпет. Еве го и Ѓорѓи Георгиев со број 7 на местото на тројката Никола Делевски. Ѓорѓи Георгиев е на позиција среден блокер, 196 см, 22 години. Само една буква имаат разлика во презимето, тој и шестката Ѓорѓи Ѓоргиев. Сервираше Ѓурич. Данаилов уловен. Михаилов и тој не успеа да го пробие блокот. Јосифов за 20 спрема 13. Како тргнало уште неколку минути, па Работнички Фершпет ќе заврши ова рутинска обврска во дуелот со Македонија Џио. Ѓурич сега во мрежа. 14 поен за гостите. Ѓорѓиев. Карановиќ се обиде со лоп. Данаилов немаше добра топка, но успеа да го измами Божич. Блокаут, 15 поен. Ако ништо друго, што може сега да биде добро за Македонија Џио во овој сет, да се обидат да освојат најмногу поени во однос на претходните два. Зореден сервис на Ѓорѓиев. Еве шанса со напад да се поентира. Данаилов. Двоен блок и Јосифов ја допрел мрежата. 16 поен за гостите. 20-16. Може ли во стил на неговиот не многу повозрасен, само 3 години повеќе има Никола Ѓорѓиев, братот на Ѓорѓе. Не успеа да направи серија. Во мрежа 21-16. Карановиќ. Не успеа во акција по средината. Затоа Божич казнува 22-16. Толку беше. Оние 2 поена во серија на гостинската екипа. Враќаат идентично и домаќините. Михаилов не успеа навреме да затвори Јосифов. 17 поен и веќе го достигна лимитот од претходниот сет, кога освоја 17 поени од бекарите на Македонија Џио, 14 освоја во првиот. Она што го реков пред неколку моменти, дека може да одат, ако ништо друго, најмногу во поглед на освоените поени во овој трет сет, но предуслов е да не грешат вака, а грешат многу на сервис. 23-17. Мирно, опуштено, релаксирано на клупата на Работнички Фершпет. Ниту еднаш не стана Јошко Миленковски и тоа само по себе говори за односот на силите на овој надпревар.
Данаилов го освојува 18-тиот поен. Мислам дека е тој една од придобивките за струмичкиот состав, заедно со Ѓорѓи Ѓорѓев, од она што го видовме од плејадата млади одбојкари на Македонија Џио вечерва. Сега сервираше Георгиев. Божич. За момент спасена таа топка, но веќе доаѓа до меч поен. 24-18. Не можеа да исконтролираат гостите. Божич, скок сервис. Доволно за либерото Стојчев да не успеа да исконтролира. 25-18 во третиот сет. Значи, очекувано, убедливо, надмоќно во овој надпревар. Работнички Фершпет го решава прашањето на победникот. Ако воопшто имаше такво прашање во дуелот со Македонија Џио во третото коло од одбојкарското првенство. Трета убедлива, доминантна победа на работнички Фершпет, без кој знае колку залагање. Нормално онолку колку што е потребно во годинашното првенство од прволигашката конкуренција по Вардар осигурување и Лирија. Сега со владани екипата на Македонија Џио. 25-14 во првиот, 25-17 во вториот и 25-18 во третиот сет. Во надпреварот кој што е последна проверка пред евронастапите против Ортек Неселанде од Холандија, значи на 4 ноември, подсетување уште еднаш во вторник, по само 3 дена во салата Кале, во 20 часот работнички Фершпет ќе го пречека лидерот во холандското првенство во рамките на второто коло од меѓународниот ЦЕФ Куп.